заедно со директорот на основното училиште Димитар Ангел со подручното училиште кои што имат во село Сопот, од оваа годишна програма имаме реконструкција и доградба на тоалети. Имаше ситни интервенции во самото школо, атмосферска канализација која што беше проблематична во школото и сега до 1 септември ќе треба совкупниот двор во самото училиште да го реконструираме со нова асфалтна маса, односно да се асфалтира дворот во училиштето околу 1500 метри квадратни. Според потребите кои што ги имаме тука, имаме аплицирано до Министерството за образование за комплетна реконструкција на училиштето внатре на подови, ѕидови, обелување и врати. Меѓутоа и општина Кавадаци во наредниот ребаланс за 21-22 ќе стави во програма и комплетно оградување на училиштето, пошто оградата е во една лоша состојба регулирана, од повеќе места се влегува, се излегува и небезбедно и не е убаво да се гледа таква слика, така да мислам дека наредната година ќе се направи една ограда соодветна за училиштето и морам да потенцирам да кажам дека за наредната година во буџет после изборите имаме ставено за изградба на спортска сала во село Сопот. Нема да биде со димензии како градските, ќе биде со помали димензии според потребите на учениците. 50 на дечиња ни учествуваат тука редовно во настава и мислам дека заслужуваат да имат една спортска сала, едно ниво на образование пред се инфраструктурско, меѓутоа и воспитно да биде на ниво како што доликува во една ваква средина. Село Сопот е живо село, приградско село, доста инвестирано, така да мислам дека е едно од најурбаните села во општина Кавадаци и очекуваме да бројот на ученици тука и го задржи, меѓутоа и го зголемиме со тоа што ќе го возможи подобри услови. Да, спремни сме. До летниот период имаше изведено неколку активности, меѓу кои доградба на тоалет во подрачното локално училиште Димка Ангел Габерот и целосно нова атмосферска канализација. Значи за прв пат училиштето е вклучено во атмосферска канализација. Имаме и неколку други проекти со асфалтирање на игралиштето, школското игралиште и оградување на училиштето. Вкупно има околу 50 дечиња во училиштето и спремно е за да почнеме од 1 септември и се надевам дека ќе биде со физичко присуство до 9 одделение.